Повторно, обединувачко искуство со нашиот пријател, секој пат велиме, гастрономијата е нешто што вистина не обединува и кога се консолидиравме што денеска да се готви, што да се направи, се со цел некако да го адаптираме и нашиот календар за се она што започнува на крајот на овој месец на 23-ти, односно велигденските пости. Цеци ме потсети на истиот момент дека веќе доаѓаме кога започнуваат за скоро, па така што во име на тоа денеска првата дама ќе ни пристигне во нашето студио и здрави, убави, вкусни постни рецепти, односно намази. Денеска во оброкот на денот со нашата Цета Динева. Знаеш како велиме утрово со Цеце? Цеци вика, сигурно ќе дојавили со блендерот. Тоа е нејзиното мокно оружје. Да, знаеш, без него нигде. Така, ако некој вели... Ако во нешто сум сигурна, тоа е во него. Да, знам дека најголемата инвестиција ти е таа во животот. Точно така. Да. Ја добив на подарок, морам да кажам. Вистина? Да. Најбавиот подарок кој што ти ги... Ако смеам и да кажам од кого, Секако слободно? Од господја Бубица, газдарицата на Medicus Help. Така, како благодарност за нешто. Тоа што го направи... Ова, значи, е подарок од пред 20 години. Да. Ете, ти благодарам вака и јавно. И се уште пријателот не служи за и во оваа сезона на оброкот на денот. Добро ми да повторим. Добре, најдов, ева вака сега. Нашите пости православни почнуваат во понеделник од 23-ти овој месец. Малку пораничко, како и да е, секогаш се добре дојдени. Траат подолго време, значи 7 недели ќе бидеме на постна храна, што подразбира храна во која нема храна од животинско потекло. Апсолутно никаква храна од животинско потекло. Има риба 2 пати во рамки на постот, но како и да е, генерално се сведува на постна храна. И сега тука сите некако, кога постиме, јас зборам само од аспект на нутриционист, односно човек кој се грижи за здравата исхрана на популацијата, така? Значи, и сите некако за време на постите се ориентираат повеќе на лебови, на тестенини, на намази, како маргарин, тоа е трансмастин, не е добра маснотија, тоа штетна маснотија. И сега јас некако сакам да кажам дека има милион варијанти на постна храна кои може да ни ги задоволат оние гурмански апетити што си ги имаме, но исто така, истовремено се многу здрави. Постот по дефолт подразбира чистење на организмот од отровите. Првите 3 дена сите ќе чувствуваат сите. Повеќето главоболка, мала вртоглавица, нагони за повраќање и така натаму, да, заради детоксикацијата на организмот, но не треба тоа ништо да ги плаши, а веќе оние што постат со години си ги знаат тие нешта, така да тие не се грижат, но нешто допрва ќе почнат, ете имаат мерак да почнат да постат, треба да знаат дека првите 3 до 4 дена горе-доле ќе ги имаат оние симптоми непријатни, потоа веќе влегува организмот во една друга димензија, значи чувствува леснотија. Јас и во мојата книга опишав тој момент дека до да почне постот, наутро рацете не може вака да ги шаките, дланкиве да ги стегнам прстите. Како ќе почнев со постот, 4-тиот, 5-тиот, 6-тиот ден веќе најнормално. Да доаѓа поинаку. И после си ги поврзував работите дека тоа е до некоја храна што претходно значи од животинско потекло, што многу ја користев, тоа е сирењето, и до ден денес си го сакам и го конзумирам, но со памет некако тогаш со претерување. И сега во интерес на времето, дури зборувам, јас ќе почнам да кажам што ќе подготвиме. Сега е многу битно на убав леп да имаме добар намаз, ќе правам сладок и солен намаз. Значи, ајде прво да го направиме, кажи го, солениот намаз, кој најлесно се подготвува, и тоа посебно за оние кои што постат, како да речам, без зејтин, во рамки на од понеделник до петок, горе-доле постот е без масло. Е, сега за нив еден предлог за намаз на лепче, ова е, може директно овдека да става. Ова е, значи, сенф. Ова е таа. Обичен таан, купен од продавница. И сега ќе ги измешам сенфот и таанот. Еве ќе додадам сем горе-доле колку што имаме таан. Да има сооднос ист, да речеме. 1:1 горе-доле. Види, јас никогаш фиксно не се врзувам. Тоа е твое правило и тоа е супер правило. И тоа е, еве, сега, значи имаме сенф,
одоздола и таа. И сега почнувам да ги спојувам со стојките. И ке полека ке почне да се зацврстува оваа смеса. Еве, гледај. Ке почне да станува цврста. Еве, гледаш? Така. Веќе полека основата ќе се добиеме, да. Еве го. Што добивме? Добивме како путер, да речем, погледни. И сега уште ако имаме некои тревки тука, нешто црвен пипер, таква нека работа. И еве го. Значи го добивме првиот намаз. Супер, што да ти кажа. Нема проблем. Ако одговара кари, можеби? Може и кари. На едно лепче кари, на друго буковка. Ајде ќе ги редиме овде лепчињата. Тие што ќе ги намачкаме. Сега ти можеш фино да ми асистираш, да мачкаш лепче и јас ќе намачкам лепче. И види сега каков намаз добивме апсолутно за нула време, а нема масло. Тоа им оди во прилог на оние кои што ќе постат од понеделник до петок без масло. И најважно што велиш, ржано лепче убаво? Па да. Да е добро лепче, некое посебно лепче што не е од брашно правено, тие се број 1 лепче. Еве, ова е буковката, ајде карито каде ни е? Од десна страна, еве сме, ова тука ќе ставиме. Сега стави ти малку кари, ете, првиот намаз го завршивме, така? Сега благото. Колку време ни требаше? 2 минути. И толку. Јас самата си го открив ова при еден великденски пост. Си викам, чекај, таан смеам, кажи го, сем смеам. Ајде сега да ги помешам што ќе добијам и добив. Бинго. Бинго. Сега правиме втор намаз, но овој пат сладок намаз. Рековме овде што е? Овде е таанот, така? На таанот ќе му додадеме какао. Ај после на крај какаото ќе му додадеме што е ова засладувач, односно сируп од урми. Прекрасно. Еве го сирупот од урми. Било ти на гладно срце е добро урма да се зима 1 до 2. Може и мед да биде ова, но јас одбрав да бидам денес со, кажи го, со сирупот од урми. И ова е обично какао. Од ѓутуре, што се вика народски. И сега ќе го измешаме и да видиме што ќе добиеме. Ајде со малото лажи, не може, малото е солено. Ако има друго мало лажиче, би било фино, ако не, еве. Тука дефицит од лажици сме денес? Дај ми вилушка. Позгодно е за ги измешам со стојките. И сега да видиме ние што ќе добиеме од овие 3 состојки. Значи таан, засладувач, односно сируп од урми. Супер. И какао. Еве, полека ќе добиеме некаков чоколаден намаз, кој што исто се прави за нула време. Така, еве го. Баш така, ајде. Веќе го добиме. Погледни која структура се доби. Буквално ефтино, брзо. За 2 секунди. Сладко, убаво, што да ти кажам. Кокос дали имаш случајно во Имаме и кокос. Овде. Еве го, камерата гледа која густина се доби. Точно за намаз како што е потребно. Сега тука колку што се става, пак ќе кажам јас, тоа така импровизација, одокативно што се вели. Ајде сега да намачкаме. Еве. Прекрасно. 3 комбинации веќе. Значи, имаме намасот, чоколаден намаз, јас си го викам ова, цртичка цеца, чоколаден намаз цеца, ете така. Ајде сега, стави од ова, стави слободно. Треба да направиш некој... Ето, готово. Еве сме. А да не говорам што се нутритивни вредности има во овие намази. Едно, вие може да им ставиме по некоја маслинка, чисто за декор. И декорација и плюс за вкус. И нутритивна вредност. Сите овие состојки, 3 што ги ми се ударни состојки овде, тоа е семфот, таанот и леблебијева сега што ја користиме. Тука ќе го блендираме. Феноменални, сега блендирам, може? Да, слободно, слободно. Инаку го научивме од тебе во минатото, сите тоа го нотираат дека водата од наутот не се фрла, со неа може да направите. Не се вода. Да. Таа се вика аквафаба која е полна протеини. И меѓу другото, се прави добар мајонез.
Одличен мајонез. Сега јас искористив веќе. Иначе нели се става таа, се става сенф. И сега, за да не, бидејќи зборуваме за оние што постат без масло, нема да ставам масло, иначе може да се стави и масло и така натаму. Сега сол може да се стави, а и не мора затоа што самиот сенф е солен. Јас ќе додадам малку и од водичката, обична водичка. За полесно да се измиксира, макар што... И мислам дека и сега ќе добиеме одличен намаз. Намаз и тоа како баш богат протеински. Да. Ајде, шефе. Добро ти се прилен хумус. Да. Е хумус. Да. Малку врчу, ама врчу работа не е. Тоа е доволно. Го добивме веќе. Еве го. Ние си го доволно. Сега, пак ви ушка нека, затоа што немаме лажици доволно, веројатно. Еве сега, ќе ставам тука во ова. Хумус. Значи, ова е хумус популарен, го има и да се купи готов. Но еве и сами како може да го направиме. Да. Инаку, јас зедов сега готов наут од тегла, иначе се продава сиров наут, Да. се кисне во вода преку ноќ, наредниот ден околу 1 час се вари. И тоа бидејќи правиме голема количина, еден дел нека си се замрзне да ни се најде за... И во секое време можеш да... Да. Е, сега ова е чисто хумус и ти почни да мачкаш со него тамо, а јас ќе додадам маслинки и да, еве, добиваме Уште еден намаз. Нема сите да ги ставам, другите малку за декорација ќе ги чувам. И тоа е тоа. И добиваме, значи, дозбогатен. Сите овие состојки, и наутот, и синапот од кој се прави сенфот, и сусамот од кој се прави таан, од сите се богати со фибри. Растителни влакна, кои ние многу малку ги внесуваме со секојдневниот начин на исхрана, и затоа нашата цревна флора страда, односно не градиме ниво високо на добри бактерии и немаме високо квалитетни добри бактерии затоа што не ги храниме, а тие се хранат со фибри, со влакна растителни. А сите овие три продукти кои што ги користам во подготовка на овие намази содржат фантастично високо ниво на влакна. Точно. И исто така се богати со протеини, пред се наутот е растителен, протеин феноменален, лесно се ресорбира, а да не зборам, сите овие три се борци за нашите коски, затоа што содржат и калциум, и фосфор, и магнезиум, ама во убав сооднос, каков што нашата коска и нашата срцевина на коска го прима. Јасно. Наутот вело дека е добра замена за веганите, луѓе кои што... Да, за протеин, дополнителен. Ама сите овие. Прекрасно. Доста беше. Прекрасно. Сега да го ставам ова негде. Дај ми една хартијата му. Веднаш. Еве, добивме сега намаз, хумус богатен со маслинки. И тоа намерно ги земав црни маслинки, чисто да промениме во бојата. Да. И колку си цицки, само едно благичко ставам. Веднаш. Веднаш. Нема врска, чеке сега ние ова да го земеме, да го извадиме во ова чинија. Ќе го ставам. Ете вака. Добро. Инаку слободно може да се ставите и брусница до згора, нешто ако сакате дополнително. Да, било што, нешто сладкичко, што би одговарало и на вкусот, а и на нели, нутритивна вредност да има. Значи, еве го и со маслинки.
Претпоставам дека кај тебе ќе си бидат присутни постите? Тоа се подразбира и многу мои членки и членови ми се приклучуваат кон постите великденски, па сега кој колку може би било фино. Стави го сега таму, ти демек декорирај, а јас добивме сум во подготовката. Да. Баш се добивме прекрасна чинија. Придобивките од сите овие намази се неверојатно големи, заради тоа што, пак ќе кажам, сите овие состојки се одлична храна за цревната флора, а од работата на добрите бактерии во цревната флора зависи нашето здравје. Знаеш дека таму се произведуваат и невротрансмитери, серотонини, ендорфини од страна на добрите бактерии во цревата, B12 и така натаму. Што да ставим, дај се буковска пипер многу доскоро. Така да биде поинтересно. Негде го ставивме тоа, каде го ставивме? Ајде вака да ги забртиме, не знам кај го стави. Еве го, еве го. Тука сме? Ете сме. Супер. 4 различни вкусови на намази добивме. Чинија полна здравје. Ајде вака тука. Сега да не ја мислите можеби за брзи деликатеси во кујната, како да го стартувате утрото? И сега значи нема оправдување, немам време, немам ова, немам она. Како немам време? Чоколадниот намаз, наместо да се купуваат скапи чоколадни намази со емулгатори внатре, што качуваат и ниво на шекер и така натаму, и инсулин, нека си подготват ваков еден вид на чоколаден намаз. Сега тој трпи и надградба. Мелени бадеми, ореви, лишници, нешто да се придодадат. И сите тие го држат под контрола нивото на шекерот, иако имаме сладост од сирупот од урми. Тука самиот таан, односно сусамот, го држи под контрола, да. Кога би ставиле внатре во составот и кокос како кокос, дополнително добиваме заштита од качување на шекерот во крвта. Значи, работата е да јадеме нешто кое ќе ни го држи под контрола шекерот, односно инсулинот. За сите важи. Не важи само за диабетичари и оние со интолеранција било каква или хиперинсулинемија и така натаму. Значи, буквално секој од нас треба да јаде храна која што ќе ни го држи инсулинот под контрола. Неконтролиран инсулин дефинитивно подразбира болест. А овие намази, тврдам, најодговорно со ваков начин на подготовка, значи нема никаква филозофија, ни делуваат одлично на здравствената состојба. Некој пат знаеме да кажеме, да ги нотираме всушност великденските пости, во случајот и генерално постите за оние кои што прв пат прават можеби нека мала промена, дека истребуваме мал милион проблеми. Така што еве нека биде и тоа поидовна точка плюс. Секако, јас по својот пример знам, пред да кога јадев секојдневна храна, мојата здравствена состојба беше на многу ниско ниво. Штом ќе почев да постам, одма мојот имунитет се качуваше, немаше главоболки, немаше вртоглавици, ревматичните манифестации ги снемуваше паречи си за 7-8 дена до 10 дена. А тоа е голема работа. И после јас си ги затоа што ја почнав да постам многу одамна, кога не се бавев со оваа работа, меѓутоа самата си сватив колку е начинот на исхрана, видот на храната битен и важен за сопственото здравје. Се сведувано на дај да водиме грижа за нашата микробиота во цревата, што ќе рече да водиме грижа она што ќе ставиме во уста, да биде вистинската храна за добрите бактерии. Вика, јас сум денес она што јадев вчера, ќе бидам утре она што ќе јадам денес. И тоа е една поговорка мисла од пред Христа уште. И тоа држи многу вистина. Хипократ нели рекол, нека храната ви биде лек и лек нека ви биде вашата храна. И порано си мислам, што е оваа реченица, што ја не можам да ја сватам. Мора како можам да ја сватам. И многу добро и ја применувам што е битно.
Значи за велигденските пости и општо еве сега почнуваат и постите рамазански. Рамазански, така е. Да, и еве порака и до таа популација што ќе држи рамазански пости. Не може да постиш цел ден ни да јадеш, ни да пиеш, ништо и наеднаш да се втуриш во една софра која има се и се што и твојот желудник да изигрува контейнер. Не може така. Мора да се внимава, јас имам програми за исхрана за Рамазан и вели сиферот, вечерата се почнува со чаша вода, 1 до 2 урми и некое бадемче, лешниче, оревче, со тоа, потоа треба една чорба, како што прават во Турција и на истокот мерџемек од црвена леќа, за да се разработи дигестивниот тракт, па потоа да се јаде она што го има. Да не се мешаат и кифли, и месо, и не знам сладки веднаш после тоа, туку да се внимава. И многу битно е за тој пост сифирот. Сифирот е она утрински оброк што го конзумираат пред да почне денот. Јасно. Тој оброк треба да се внимава, да биде лесен, но високо, како да кажам, нутритивно богат. И јас тука им препорачувам да направат убаво смути со добри овошја, со некое семе, со јајца препелица и тоа да биде евентуално нешто не е навикнат само тоа да му е доволно, да се касне некое лепче со убав здрав намаз како што се овие намази и тоа е тоа. А не да се скока сифирот затоа што не можам да го држам, треба утре дента на работа. Најголемата грешка е тогаш ќе паѓа енергијата, а со тоа смути едно друго, тоа има резерва во рамки на работните часови, ослободува енергија и тоа е тоа. И сега за овие нашите велигденските пости ќе апелирам многу свежо овошје да се јаде, значи утринскиот дел да се почува со овошје, без свежи салати, односно сега тие што не јадат, нели, кажи го масло, може да се направи дресинг во едно мало тегличе, да се стави сенф, да речеме, цедено лимонче малку, некои тревки, зачински билки да се стават, да се измеша тоа, малку и водичка да се стави и да биде... Авокадо може да ставиме така некој кој што... Тоа сега да не збориме за поскапи работи, одиме на прости едноставни од наше поднебје. Иначе сега гледам авокадо си зема веќе улога во исхраната, што и треба, кој може, па тоа не можеш ти авокадо секој ден да јадеш. Едно авокадо за цела недела, по една третина, да речеме на ден, затоа што има многу убави масноти, мононезаситени масноти, кои што се еквивалентни на оние, што ги има ладно цедено маслиново масло, а директно е, значи не е работено човек да го направи маслото, човекот го прави, така. А ова мајка природа го дава, повели ти го давам. Така да, ете, има многу здрави работи кои може да ги примениме. Пред се морам да нагласам овошјето, водата, свежиот зеленчук да се конзумира со секој оброк што е термички обработен и здравието ќе ни дојде вака на дланка. Самиот пост не носи здравје, дополнително ако се потрудиме да дадеме квалитет на оно што ќе го јадеме, навистина ќе добиеме многу бенефит за себе. Март секако рачуна дека си дел од утринската натилма во екот на велигденските пости, така што ќе направиме уште нешто со твојот пријател. Да. Ти благодарам уште еднаш и оваа сезона со Цвета Динева. Во секое време. Цвета Динева денеска со здрави постни намази во име на велигденските празници кои што, односно пости, кои што започнуваат на 23 овој месец. На здравје.